Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Трајанов, можам да кажам дека во најголем дел од вашата дискусија се согласувам со вас и навистина диалогот треба да се води за сите работи во парламентот. Меѓутоа, за жал, тоа не е така. Отваравме теми, инициравме теми, баравме одредени одговори. Ние пратениците сме најодговорни при носењето на законите и при затварањето на некои, да речам, горливи ситуации. Погледите се во нас, а потоа немаме извештај или немаме видување, односно каква е состојбата по одредени законски решенија и прашања. Ќе го спомнам донесувањето на законот, односно помошта на општините со 50 милиони евра во минатиот мандат. Согласно закон, на крајот на годината требаше да биде испратен извештај преку ЗЕЛС, во кој што ќе можеме да видиме кои се тие средства и каде се исплатени тие средства, затоа што се работи за 50 милиони евра пари од граѓаните, дадени како помош на општините. Ние тој извештај го немаме согледан. Тоа е една од работите. Пред некој ден го донесовме, се продолжи кризната состојба во државата за 6 месеци. Ние како пратеници, кои што сме најодговорни за таа работа, немаме еден целосен, сублимиран извештај што е тоа што е изработено во првите 30 дена од кризната состојба, кои ресурси државни се употребени во целата работа, а ни се доставува на потврдување закон, односно продолжување на кризната состојба за 6 месеци, се извинувам. Така да, сметам дека диалогот треба да го водиме. За жал, владата избегнува такви диалози. Не беше страшно да се раздаде и состојбата со Бугарија пред поставувањето на ветото од нивна страна. Ние сме тие кои што треба да го разгледаме, па макар и на затворена седница. За жал, работите во последно време се решаваат во 4 очи, далеку од очите на граѓаните и, што е најстрашно, далеку од очите на пратениците кои што се граѓански представници, избрани од тие граѓани. Инициравте предлог владата да има програма и сите тие работи пратениците да ги разгледаат претходно и се согласувам со вас. Дури ние во минатиот период баравме да имаме увид и во програмите на одредени државни агенции, како и на самите министерства, затоа што како пратеници поднесуваме амандмани, бараме одредени измени или средства за реализација на одредени проекти, а ги немаме програмите. За жал, реализацијата на работата на владата можеме да ја видиме само со ребалансот или со доставувањето на буџетот, и можам да кажам дека таму вешто е манипулирано со бројките на кои што не можеме да видиме реализација. Одговорноста за тоа е на владата, секако, се согласувам, меѓутоа можеби е потребно еден поголем притисок и од страна на народните избраници, за да имаат увид и едноставно да имаат одговорност тие државни функционери, односно избрани и именувани функционери во одредени агенции и министерства, и да бидат на очите на јавноста представени од страна на пратениците, односно на народните избраници. Благодарам.